Мини депонии постојано никнуваат од двете страни на реката Пена кон местноста Бањиче и кон Калетово Тетово. Разновиден отпад од пластика, мебел и слично, иако се поставени табли со надпис забрането фрлање смет. Граѓаните кои пешачат кон овие рекреативни места велат дека се загадува природата и дека често пати гледале како несовесни граѓани дури и со возила доаѓаат и го истураат сметот. Пешачи може почепути на кикала, кој пролазим стално е со џубрес. Ова е лошо многу за природава. Треба ми свест да имамо граѓаниве што правиме со природава. Опште не знаеме да го користиме природава прво. Она ни дала све богатство, све. Стварно многу убаво на кикали да се прошета и да се види. Кој не бил нака дојде нака види и да прошета, баш ќе види каква е природата загадена. Има од доле кај ќе фати, па нема ки што нема депонија. Жалосно е. Стварно е жалосно за природата. Граѓаните и институциите што треба да се направи? Па, мало треба да презема институциите, доле гледам има стајно табла забрането фрлање на џубре, ама не се поштува тоа. Значи, па, све стаки граѓаните. Па и тие што јат нагоре го фрла. Што да им преш? Тоа е. Треба така природава се... Па не е убаво, ама народот нема се несвесно го работа тоа, не знам зашто. Треба ли казни да има? Па би требало. Кој се фати да се казни, тоа е. Тоа е за нас, тоа не е за други некои. Самите ние си го правиме тоа да ни биде загадено. Од Општинскиот инспекторат велат дека иако преземале мерки, сепак досега немало казни, затоа што немало доволно инспектори за животна средина. Сега тимот се комплетира и во следниот период најавуваат засилени контроли, особено на критичните места каде најчесто се фрла смет. Со мобилни камери ќе се откриваат несовесните граѓани. Ние вршиме контроли секој ден и во текот на зимата заради загадувањето инспекторите имале на ден да вршат по 3 вонредни контроли заради загадувањето и заради овие депонии што имат. Некои депонии сме фатиле луѓе што фрлат со камиони, со трактори џубре. Многу од нив земале пак ги вратиле на првобитна состојба. Уште малку ни треба да се екипира као треба секторот. Имамо и нешто побарано од градоначалникот, некои превентивни мерки што ќе ни овозможи за да биде во контрола сите места. Например, као градот Скопје имат мобилни камери што поставуваат на места кај може да биде депонија и врз основа на тие ние ќе ги контролираме кој каде фрла и ќе имамо повише информации да бидеме во тек со проблемот. Инаку состојбата е слична и долж течението на Пена, особено во долниот тек на реката каде состојбата е најалармантна.